Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитуван градоначалник, министер Манчевски, господине Бертолини. Мене ми е навистина драго што денеска сме во посета на општина Велес, во посета на езерото Младост. Преку оваа програма за поддршка на компетитивноста и економскиот развој локален, навистина имаме можност да видиме дека со инвестиции преку локалната самоуправа и со поддршка од ваков тип на проекти создаваме атрактивни локации кои што секако ќе бидат посетени од домашни посетители, но и од странски посетители. Со воведувањето на овие паметни елементи во ова опкружување на езерото, како што е менаџирање со паркингот, како што е детско игралиште, како што се велосипеди кои што исто така се управуваат преку одредени паметни модели, сметам дека се олеснува на општините менаџирањето со ваков тип на туристички локации кои што се многу значајни. Значајноста нивна не е само заради тоа што тие стануваат атрактивни и ќе бидат посетени од повеќе посетители, туку директно влијаат и на економскиот развој, но со тоа директно влијаат и на регионалниот развој, кој што е за нас како влада навистина значаен, затоа што ние покажавме дека во овие 3 години внимаваме да сите региони подеднакво добијат финансиски средства, можност за развој. А со тоа директно влијаеме да нашите граѓани останат во местата каде што живеат, да немаме концентрација на население само во одредени градови и исто така да може да ги искористиме сите придобивки кои што оваа наша држава ги има и сите економски потенцијали кои што се јавуваат во различни општини. Огромна благодарност до Европската унија и делегацијата во нашата држава кои што дадоа огромна поддршка да овој проект и оваа програма се развива и имплементира во нашата држава и секако на Светска банка која што е имплементинг партнер во целата оваа програма. Благодарам. Ми е особено драго што сум денес овде, затоа што зборуваме за еден проект кој што дел од тој проект е и еден концепт на паметно езеро, како што се вели. Ние обично зборуваме за паметни градови, но ова е извонреден пример како дигитализацијата, како интернетот на нештата може да се примени и во рурални средини, и во туристички места, секаде оному каде што можеме да користиме бенефитите на дигитализацијата. Дел од овој проект, како што реков, се и елементи на паметно езеро, како што не извести и градоначалникот и имплементаторите на проектот, тука ќе има паметни велосипеди, паметни клупи, паметен паркинг. Се тоа ќе им овозможи на граѓаните многу полесен начин да ги користат бенефитите на оваа туристичка атракција. Што ме води кон, можеби, главната порака она што сакам да го кажам, а тоа е дека точно е дигитализацијата еве помага и во делот на отворање на нови работни места, и на справување со COVID-19, и на зголемување на помагање на локалната економија, но ние мораме да тоа го правиме и на централно ниво, така што државата, сакам да најавам дека во иднина ќе инвестира во една национална платформа за паметни градови, со што секој помал град, секое туристичко место, секое помало дури село кој што ќе сака да имплементира елементи на паметни солуции во својата туристичка понуда, во организацијата на паркингот, во осветлувањето, ќе може тоа го направи на многу полесен начин, затоа што нормално кога ги го ставиме самите на себе, општините тешко тоа ќе може да го инвестираат. Голема благодарност до нормално Европската унија што го финансира овој проект и што им покажува конкретно и на другите општини, на другите средини, па и на нас како влада, на каков се начин можеме да ги искористиме бенефитите на паметните солуции, на интернетот на нештата и на дигитализацијата. Добро, почитувани, добар ден, почитувана подпредседателка Царовска, почитуван министре Манчевски, почитуван господин Бертолини, почитувани дами и господа, ми представува чест и задоволство како домаќин на градот во име на општината да ви се благодарам за вашето присуство. Би сакал да потенцирам дека ми е особено мило што општина Велес го доби овој проект кој е финансиран од програмата ИПА-2 на Европската унија со име Паметно езеро Младост, прва иновативна туристичка атракција во Република Македонија. Мило ми е што овој проект содржи 18 подпроекти кои треба да се завршат во наредниот период. Представува еден добар пример на соработка на локалната самоуправа со локалната бизнис заедница, затоа што во фазата на конципирање на проектот учествуваа сите фирми кои имаат своји бизниси во крајбрежјето на езерото Младост, вклучувајќи ги хотелите, рестораните, винариите и бродот кој е лоциран во водите на езерото. Очекувам преку овој проект да се создадат многу нови работни места
нашето езеро кое е вештачко, меѓутоа така добро е вклопено во просторот што представува една целина како да е природно езеро и без тоа примамливо за многу туристи како од Македонија така и од странство. Посебно ни е важно да ги привлечеме транзитните туристи кои во текот на годината одат и кон Грција и на север кон Србија. Се надевам дека ќе успееме во тоа. Проектот содржи 18 подпроекти. Времето не дозволува сите да ги набројам. Дел од нив се веќе завршени, дел ќе се завршат во наредниот период. Останува да се набават смарт елементите. Со тоа мислам дека ќе дадеме еден добар пример и поттики на останатите општини во земјата во кој правец треба да се развиваат понатаму општините и градовите. На крај би сакал да се заблагодарам во име на граѓаните, граѓанките на Велес, на владата и на Европската унија за поддршката за финансирање и реализација на овој проект. Благодарам. Dear Deputy Prime Minister Tsarovska, dear Minister Manchevski, dear Mayor, dear ladies and gentlemen. European Union is behind the support for local economic development. The country now is starting the negotiation with the Union, and the country needs support to develop and give works and give jobs to the local people. This project is part of a very interesting program which is delivering many projects in the whole country and is a concrete answer to the pandemic crisis as well, because it is with investment and with credibility that the country will go on, and the touristic sector, which was very much hit by the crisis, can count on our support as well. So thank you to the government, thank you to World Bank, and thank you to all the people that are engaged in this program. Thank you. Thank you.